Годината беше 1348. Градот Сан Джована, сместен во ридовите на Тоскана, некогаш жив со гласовите на трговците и смејата на децата. Но сега ветер носеше смрдеја на смрт. Црната смрт пристигна. Изморен пастор стоеше во проповедалната и се тресеше. Столовите на црквата беа речиси празни. Само неколку души со празен поглед, вдовици, сираци, земјоделци, лица врежени со страв. Надвор воздухот беше густ од чадот на клади што ги гореа мртвите. Гневот Божи гори против нашите гревови, проповедаше пасторот со кршлив глас. Нашата алчност, нашата гордост, нашиот неморал. Тој испрати оваа пропаст да не повика назад кон него. Чумата удри без предупредување. Започна со трговец од Фиренца, го фати треска и кашлица, кожата му стана покриена со темни гнојни рани. За неколку дена цели семејства паѓаа, прво тресејќи се, потоа виткајќи се од болка. Телата им поцрнуваа. До крајот на неделата градскиот плоштад стана гробишта, тела натрупани како дрва. Вдовица на пекар клечеше во црквата, нејзиниот единствен син Лука умре од стисокот на чумата. Дали ова твојата казна, Господе, шепотеше таа, солзи паѓаа на нејзиниот шал. Надвор колите татнеа натрупани со трела, додека преживеаните бегаа само да паднат во полињата. Самото небо изгледаше обиткано во жалост, тешко од облаци што го крија сонцето. Пасторот, газејки и брзајки низ хаосот да им помогне на болните, виде девојче не постаро од 10 години како се моли покрај телото на незината мајка. Зошто е Бог толку луд? Праша таа. Пасторот клекна со тешко срце и рече: неговиот гнев е праведен дете. Денес ќе разговараме за Божиот гнев. Ефесијаните 2:3 ни вели дека луѓето се под Божиот гнев. И денес стигаме до нашиот последен дел, последната проповед или лекција од овој серијал за страшната состојба на човекот. Ефесијаните 2:3 пишува Павле: по природа сите ние бевме под Божиот гнев, или како другите бевме чеда на гневот. Тоа значи дека целото човештво е под Божиот гнев. Човекот не само што е роб на својата грешна природа, човекот не само што е роб на грешниот систем во кој е роден, не само што е роб на ѓаволот и на демоните, туку како ваков, во ваква опасна, страшна состојба, е под Божиот гнев. Човекот е во многу очајна, безпомошна и мизерна состојба. Човекот е навистина во страшна состојба. Грешната природа е ужасна и го контролира и го движи човекот преку страстите, похотите и грешните импулси. Грешниот систем е гнасен, ѓаволот е одвратен и ужасен, демоните се опасни, човекот е под контрола на него. Но што може да кажеме за неспоредливиот Божји гнев? И во оваа проповед ќе се фокусираме на таа тема, ќе ги насочиме нашите мисли, нашите очи кон Божјиот гнев. Ќе видиме три вистини. Првата ќе биде дефиниција на Божјиот гнев, втората причини на Божјиот гнев, и овде ќе видиме 4 причини зошто Божјиот гнев се појавува, и третата вистина ќе биде карактеристики на Божјиот гнев, и овде ќе видиме исто така 4 причини. Значи дефиниција, причини и карактеристики на Божјиот гнев. Тие ќе бидат трите вистини кои ќе ги обработиме ова утро. Да почнеме со дефиниција. Дефиниција на Божјиот гнев. Божјиот гнев се јавува како реакција или импулс на неговата светост.
Божјата светост како метафизички концепт е неговата одвоеност или посебност, неговата уникатност или трансцендентност од креацијата. Божјата светост како морален или етички концепт е неговата кристално бела чистина. Тој нема дамка, нема лочка, нема грев, нема никаква сенка во неговата природа. И Божјата светост е суштински или есенционален атрибут или карактеристика на Бог. Овој е атрибут кој Божјата природа или самиот Бог не може да се замисли. Зборувајќи за светоста на Бог, Стивен Шарнок пишува отворен цитат: "Можеме да го замислиме Бог бесконечен во величественоста, бесконечен во суштината, вечен во времетраењето, моќен во сила, мудар и непроменлив во своите совети, милослив во сите постапки со луѓето и сите други совршенства што може да го укитат или украсат сувереното битие. Сепак ако го замислиме лишен од оваа изворедна совршеност и заразен со најмалото зло, го правиме само да е бесконечен монструм." Затворен цитат. Божјата светост е есенционална карактеристика, е неговата безпрекојна, сјајна, чиста чистина или чистота. Овој атрибут е повторен 3 пати во Библијата, и тоа 2 пати во Стариот и во Новиот Завет. И е повторен како никој друг атрибут, е 3 пати повторен едно по друго. И сите Божји својства, сите Божји карактеристики се украсени или накитени со Божјата светост. А патем Божјата светост е тоа што излегува Божјиот гнев. Божјата светост ги украсува сите Божји атрибути. Неговата сила е света. Неговата мудрост е света. Неговата моќ е света. Неговата љубов е света. Божјото трпение е исто така свето. Но и Божјиот гнев, страшниот Божји гнев е исто така свет. Без светоста, Божјиот гнев би бил незамисливо и неописливо лудило. Не може да се замисли безкрајни бесконечен гнев, ако не е регулиран од Божјата светост. И Божјиот гнев и неговата јарост ја наоѓа својата основа или својот корен и својот извор во Божјата светост. Од Божјата светост извира Божјиот гнев. Божјиот гнев е секогаш праведен и е насочен кон гревот на човекот и гревот на ангелите. И може да кажеме корелативен атрибут. Се јавува како резултат на гревот. Ако нема грев, нема ни гнев. Гревот го иницира или го иритира Божјиот гнев. И Божјиот гнев не е како човечкиот, не се состои од неконтролирани изливи на каприциозност и темперамент, туку е неговата решена, цврста, мудра одлука да го казни гревот. И секогаш има цел, секогаш се стреми да ги заштити угнетените и да ја поддржи правдата. Во Библијата Божјиот гнев е опишан или спореден со неколку физички ентитети. Например, е спореден со оган што гори и никогаш не престанува. Во 5 Мојсеева 32:22 пишува: "Зошто оган се разгоре од мојот гнев, вика Бог, и ќе гори до длабочината на Шиол, ќе ја проголта земјата и незините плодови и ќе ги запали темелите на планините." Бог вика: "Мојот гнев е толку голем, толку масивен, е како некој оган кој се шири, само се шири и проголтува се пред него. Никој и ништо не може да стои пред овој оган, кој проголтува и уништува се пред него." Потоа е опишан како винската каца на бесот. Во Исаја 63:3 Бог вика:
Јас ја газев лозницата и од народите никој не беше со мене. Ги газев во мојот гнев и ги смачкав во мојата јарост. Нивната крв прскаше по мојата облека и ги изволкав сите мои алишта. Овде тие што се газени се грешниците. Бог ги гази грешниците во својот гнев. Откровение 19:15 личноста што ќе ги гази грешниците во кацата е Исус. Откровение 19:15 од неговата уста излегува остар меч и тој ќе ја гази кацата со вино на јароста на гневот на Бог. Божјиот гнев е исто така опишен како смртни стрели. Псалм 7, давечки потоп и темнина, Наум 1, бура и олуја, Псалм 83, сулфур, Откровение 27:8, и бесно животно кое не може да се смири, е целосно раздразнето, Хосија 11. Тони Лейн го дефинира Божјиот гнев како, отворен цитат, тоа е неговото негодување кон гревот, неговата одвратност кон злото и се што му се спротиставува. Неговото незадоволство, тоа и изразувањето на тоа незадоволство. Тоа е неговиот страсен отпор кон секоја волја што е насочена против него. Затворен цитат. Значи, оваа прва вистина, дефиницијата на Божјиот гнев, гледаме дека Божјиот гнев излегува од Божјата светост, е корелативен атрибут и е насочен секогаш кон гревот на човекот и гревот на ангелите. И е неговото незадоволство, неговиот отпор, неговиот антагонизам против гревот и се што му се спротиставува на него и на неговата волја. Втората вистина ќе биде причини за Божјиот гнев. Причини за Божјиот гнев. И овде ќе видиме 4 причини зошто Божјиот гнев се манифестира или се демонстрира. Прашањето е зошто? Зошто мора да има гнев? Зошто Бог не може да е само љубов? Зошто мора Бог толку да се вознемири, да се разгневи и да манифестира толку страшна и силна и неопислива реакција против злото? Првата причина е неговата праведност. Неговата праведност. Че Божјата праведност го тера него да се спротистави на гревот, да го казни злото. Бидејќи Бог ја љуби правдата, не може да остане рамнодушен. Не може да му е сеедно кога го гледа злото. Не може да остане апатичен кон темнината. Артур Пинк пишува и вика, отворен цитат, рамнодушноста кон гревот е морална мана, а оној кој него мрази гревот е морално лепрозен. Како може тој кој е збир на сета совршеност да гледа со еднакво задоволство на доблеста и порокот, на мудроста и глупоста? Како може тој кој е бесконечно свет да го игнорира гревот и да одбија да покаже својата строгост кон него? Како може тој кој се радува само на она што е чисто и прекрасно да не го презира и мрази она што е нечисто и гнасно? Затворен цитат. Че Бог е праведен, е совршено праведен и не може едноставно да остане рамнодушен кон гревот. Како некој праведен судија, кој не може да остане рамнодушен, да остане дипломат, да му е сеедно кога стои пред него гнасен, одвратен криминалец кој направил злодела. Што повеќе тој судија е праведен, тој ќе сака да го казни злото. Ќе сака да ја задоволи правдата. Леонардо да Винчи рекол, оној што не го казнува злото, наредува тоа да се направи. Че гревот во својата природа е бесконечно зло. И тоа зло е направено против бесконечна праведност, а тоа е Бог. И Бог мора да реагира. Не може да остане рамнодушен. И кога ќе размислиме подлабоко, нема неутралност кон злото. Нема дипломатија со гревот. Или го мразиме злото, или го сакаме.
Или има антагонизам и бунт, и војна против злото и гревот, или има љубов и симпатија, и преференца кон темнината. Нема средина. Тие што се апатични, што се ноншалантни, што мислат дека се дипломати, што се меѓу ни вамо ни тамо, тие реално го љубат злото. Не се неутрални. Втората причина е собственоста на Бог. Собственоста на Бог. Бог не поседува и не поседува бидејќи не создал. Сами не сме се создале, не сме одлучиле сами да дојдеме на овој свет. Бог е тој што не создал. Бог е тој што направил се ние да сме тука. Некој друг не создал, родителите се само каналот, мостот преку кој ние доаѓаме во овој свет. Тој што не создал е Бог и тој не поседува. Тој ни дал тело, тој ни дал душа, тој ни дал се што имаме, сите наши ресурси, сите наши средства се негови. Негова креација сме, не сме своји. И како негова креација сме негов посет. Тој не поседува и затоа тој се грижи. Ако на некој пријател, например, му дадеш твојата куќа, он да седи тамо додека ти одиш у странство на патување неколку месеци по работа, и му дадеш на твојот пријател да седи он во твојата куќа, и тој не се грижи за таа куќа. Почнува да прави забави со многу луѓе, почнува да прља таа куќа, сериозно да оштетува и да демолира. Ти се враќаш од странство после неколку месеци, ја гледаш куќава и не можеш да ја препознаеш. Испрљана, скршена, демолирана и внатре и надвор. И прашањето е како ќе се чувствуваш кога ќе ја видиш таа куќа. Ја видиш твојата куќа што ти си му ја дал скршена, демолирана, парчосана. Ќе се надигне твојот гнев, ќе бидеш изфрустриран кон оваа неправда. Така да Бог е тој кој не поседува. Бог е тој кој ни ја дал неговата куќа. И кога таа куќа, тоа тело, таа душа не се користи како што Бог сака, не се користи правилно, не се користи за добро, за неговата слава, Бог се гневи. Бог се гневи бидејќи не поседува и тоа што ни го дал, што е негово, сме го злоупотребиле. Сме го искористиле за неправилни причини и потреби. Третата причина зошто има гнев е господството на Бог. Не само што Бог не поседува, туку тој е нашиот цар. Тој е нашиот крал. Тој е личноста кој ги одредува правилата. Ние не сме цареви и кралеви, ние сме под него. Бог создал свет, создал универзум, создал природни закони, тој универзум да оперира. И исто така како што создал природни закони, така создал и морални закони. Тие морални закони се рефлектирани во човечката совест и се рефлекција на неговата светост и неговото битие. И како морално битие, Бог создал морални битија во негова слика, како човекот и ангелите, и е врвниот законодавач, како цар, како крал, е врвниот законодавач, и сите морални битија мора да се покорат на неговиот закон, на неговите заповеди. И кога нема да се покорат, кога ќе се бунтуваат, кога ќе кажат ние нема тебе да те следиме, ти не си нашиот цар, ти не си нашиот крал, ние сме, ние ќе правиме како што сакаме, тогаш се борат против неговото господство. Кога човекот нема да се покори, Божјиот гнев се пројавува. Значи, во оваа втора вистина видовме до сега
три причини за Божиот гнев. И видовме неговата праведност, неговата собственост и неговото господство. Четвртата причина е најврвното битие. Значи, Божиот гнев се јавува зашто тој е најврвното битие. Што мислам со тоа? Бог е најголемото, најславното, најмасивното битие. Нема никој поголем, подобар, поубав, посјаен, повеличествен од него. Никој на земјата, ниту никој во рајот може да се спореди со него. Тој е совршениот, тој е перфектниот. Сите најсилни, најмасивни, највеличествени совршенства се споени во него. Сите најславни убавини се во него. Тој е синтезата и сумацијата на сета суштина и сета совршеност. Тој е изворот, тој е фонтаната, тој е вулканот, тој е сонцето, тој е најголемиот, тој е најубавиот, тој е најдобриот, најмасивниот, најславниот. Бог е суперлативната суштина. Хрман Бавеник пишува, отворен цитат, Бог е реалната, вистинската суштина, полнотата на суштина, збирот на сета реалност и совршеност. Бог е тоталноста на суштината, од која сите други суштини го должат своето потекло. Океан на суштина, неограничен и неизмерлив апсолутното битие. Затворен цитат. Сега прашањето е што прави човекот со ова масивна вистина? Што прави човекот со ова врвно, совршено, неописливо големо битие? Тоа што го прави, го гледаме во Еремија 2 глава. Еремија 2, 11 до 13 стих пишува, Бог збори и вика, дали некој народ ги смени своите богови, иако тие не се богови, но мојот народ ја замени својата слава за тоа што не се користи. Зачудете се о небеса и ужасете се, вели Господ, зашто мојот народ направи две зла, ме напушти мене, изворот на жива вода, и си ископа бунари, скршени бунари што не држат вода. Чи пророкот ги повикува, го повикува небото, го повикува целиот универзум и вика, видете го овој ужас. Видете го овој хорор. Израел ме напушти мене. Изворот на жива вода. Океанот на сета суштина е напуштен, е отфрлен за нешто ништожно, за нешто празно, за нешто одвратно. Небесата, сите планети, сите звезди, сите комети се покоруваат на Бог, на земјата сите животни, сите инсекти, сите растенија се покоруваат на Бог. Сета прашина се покорува и кал на Бог, а човекот, кој е прашина и кал, не се покорува. Тоа не го прави. И тоа што го има направено, го има заменето Бог со празни работи. Тој што е најголемиот е отфрлен и е заменет со најниското. Тој што е најубавиот е заменет со најгрдото. Тој што е најголемиот е заменет со тоа што е најмало. И поради овој ужас, поради оваа конфузија, поради овој хорор, Бог е заменет со нешто безвредно, неговиот гнев се јавува. Неговиот гнев се буди и се распалува. Како е можно океанот на сета полнота и совршеност да биде отфрлен, да биде заменет со нешто празно и безвредно и гнасно? Како е можно тоа? Значи, во оваа втора вистина видовме под причини за Божиот гнев. Божиот гнев се јавува, се манифестира и е нужен поради неговата праведност, поради неговата собственост, поради неговото господство и најврвното и најголемото битие.
Третата вистина ќе биде карактеристики на Божјиот гнев. И овде ќе видиме 4 карактеристики на Божјиот гнев. Првата ќе биде Божјиот гнев е личен. Божјиот гнев е личен. Во гревот, тој што е атакуван, примарно, е Бог. И Бог е личност која носи маки, страдања и агонија. Значи, страдањата, маките, тегобите во овој живот не доаѓаат така случајно. Така спој на некоја случајност, на некои слепи сили, на некоја судбина, на некоја карма. Не, тие се демонстрации на личен гнев. Тие се демонстрации на Божјиот гнев. Гревот во својата природа има 3 вектори. Вектор е математички ентитет кој има магнитуда и насока. Секој грев има магнитуда и има насока. И има 3 насоки. Првата насока е секој грев му штети на индивидуалецот што тој грев тој го прави. Секој грев му штети. Втората насока е дека секој грев атакува друга личност. Дали блиска или далечна. Човекот не е изолирано битие, не е остров, туку е ставен во мрежа. Е ставен во мрежа на фамилија, е ставен во мрежа црква, е ставен во мрежа на општество, на држава, на континент, на свет. Живее во мрежа, не е остров. И секој грев атакува, допира, оштетува некој друг човек. Дали тој грев е направен у темнина и изолација, секогаш оштетува некој друг. И третиот вектор, тој вектор кој има најголема магнитуда и најголема насока, е векторот кој насочува кон Бог. И овој вектор не може да се спореди со другите два. Не може да се спореди. Има најголема, најмасивна магнитуда и дирекција. Например, кога човекот лаже, Бог му дал уста на човекот, јазик, гласни жици, грло, капацитет за зборење. Или што ако бевме неми? Што ако не можевме да збориме? Бог ни дал капацитет да збориме. И кога лажеме, си штетиме сами на себе. Си трупаме вина во нашата совест. Кога лажеме исто така, го навредуваме друг човек. Но кога лажеме, тој што е примарно атакуван е Бог. Зашто Бог е Богот на вистината. Он е атакуван, он е допрен. На него му е плюкнато во лице. Друг пример е човекот кога убива, не само што тој очигледно си штети сам на себе, очигледно штети на некој друг, згаснува живот, ја згаснува Божјата слика или репрезентација која е на земјата. Секој човек ја носи Божјата слика и го представува, и треба да го представува Бог на земјата. Но кога има убиство, таа слика или репрезентација се гасне. Но секој напад и насилство и антагонизам кон човекот е напад и антагонизам кон Бог. Давид во својата сексуална ненаситност и поход направи многу гревови, како прељуба, убиство, измама и друго. И оштети многу луѓе, оштети многу фамилии, не само оштети својата фамилија, оштети и фамилијата на жената што ја зема. И во своето покаяние во Псалм 51:4, што вика? Вика, против тебе, му вика на Бог, и само против тебе сгрешив и пред тебе зло извршив. Че гревот направен во споредба со човекот и во споредба со Бог е неопислив. Значи, кога ќе споредиш гревот кон човекот и гревот кон Бог,
гревот кон Бог зима масивни, енормни, бескрајни пропорции. Е неспоредлив. И преку секој грев, тој што се атакува, тој што се омаловажува, тој што се понижува, е Бог. И е личен гнев. Е гнев кој излегува од него, зашто он е повреден, он е атакуван, он е навреден. Втората карактеристика е Божјиот гнев е ненадеен. Божјиот гнев е ненадеен. Бог може да казни и казнува, и тоа го гледаме во историјата на Библијата, го гледаме во историјата на човештвото, казнува на најразлични форми, на најразлични начини, најразлични демонстрации. И кога доаѓа ненадејно. Доаѓа изненадувачки, доаѓа неочекувано. Божјиот гнев против Содом и Гомора, Бог врнеше оган и сулфур на овие градови од небото. Врнеше пекол од рајот над овие градови и ги уништи. И дојде ненадејно. Тие во Содом и Гомора не знаеа дека ќе дојде еден ден Божјиот гнев и ќе ги уништи. Кореј, Левит, заедно со Датан и Авирон и други 250 израелски лидери, во својот бунт против Мојсеј и Арон, во Броеви 16 глава, Бог го осудува нивниот бунт и вика: вие не се бунтувате против Мојсеј и Арон, вие се бунтувате против мене, зашто ја ги назначив Мојсеј и Арон да бидат мои водачи. И што се случува? Бог го осудува нивниот бунт и наеднаш земјата се отвара. Се отварат бездни, провалии, дупки и сите овие лидери и нивните фамилии паѓаат. И потоа земјата се затвара пак назад. Неочекувано, ненадејно, изненадувачки попаднаа во провалии овие бунтовници. Луѓето мислат дека ако што подлабоко ископаат у земјата и подлабоко ги стават темелите на нивните куќи, темелите на нивните станови и згради, толку повеќе ќе бидат сигурни. Толку повеќе ќе бидат безбедни. Но не знаат дека земјата е многу слаба и кревка и може да пукне во секој момент. Кога Божиот гнев ќе се надигне, земјата која е цврста и силна станува сува како лист, станува вода, станува слаба како пајажина на пајак. И пука, и паѓаат и пропаѓаат грешниците во пеколот. За време на транспортот на ковчегот, на заветот во време на Давид, Уза го допира ковчегот, да го стабилизира, да не падне у прашињата да се испрља или у калта, ја прекршува Божјата заповед и Бог веднаш, ненадејно, го удира Уза и тој на лице место умира. 2 Самуил 6, Господ се разгневи на Уза, го удари на лице место за тој престап и тој умре таму покрај Божјиот ковчег. Ананија и Сафира во Дела 5 лажат за приходите на продажбата на имотот и Петар што им вика: вие не лажевте против нас, вие лажевте против Светиот Дух. И веднаш паѓаат мртви. Веднаш Божиот гнев доаѓа. Веднаш ги однесува. Бог е многу трпелив, многу милослив и се сожалува со слабостите на луѓето, но кога неговиот гнев ќе се надигне, никој и ништо не може да го спречи. Кога неговата лутина ќе дојде, нема спас. И тоа го гледаме и со потопот на целиот свет. Во време на Ное. Луѓето си јадеа, си пиеа, си одеа на работа, си се враќаа дома од работа, се женеа, се мажеа
гледаат деца и ненадејно во еден момент почна да врне. Почна да се отварат бездните, почна да извират многу води и беше крај. Божјиот гнев дојде. Најстрашната, најсилната, најопасната сила и моќ во овој универзум е Божјиот гнев. Нема ништо пострашно, нема ништо поопасно, нема ништо помизерно од Божјиот гнев. И затоа пророците, и затоа и Исус, и затоа и апостолите и викаа на луѓето: бегајте од Божјиот гнев, зашто доаѓа. Бегајте од лутината што доаѓа. Како ќе бегаме? Тие што се во Христос ќе го избегнат Божјиот гнев. Тие што не се, тешко на нив. Еден има напишано: Божјиот гнев за гревовите на човекот доаѓа. Нема да чека, нема да одолжува, не спие и дреме. Туку наскоро ќе се разбуди, ќе избувне, ќе се открие и ќе ги згази злите. Божјиот гнев е поразорен од нуклеарна бомба, пострашен од циклон, посилен од супернова, поштетен од молња, поопасен од торнадо, понеизбежен од лавина, пожежок од горечка лава, посмртоносен од епидемија, побрз од детонација, подив од глутница на гладни лавови, поразорен од земјотрес, потемен од смртта, подолг од вечноста, помрачен од пеколот. Затворен цитат. Божјиот гнев доаѓа ненадејно, неочекувано и изненадувачки. Кога луѓето викаат мир и спокој, се е окей, ќе биде во ред со нас, Божјиот гнев доаѓа како страшен гром, како силно цунами, како незамислива лавина, како вулкан одеднаш пука и ги зима. Божјиот гнев може да пукне у секој момент. Кога одиме на евангелизација, некогаш на луѓе кои не ја гледаат страшноста на Божјиот гнев, не ја гледаат ургентноста на Божјиот гнев. И ние викаме: што ако овде у паркот на клупата, каде што седиме, има бомба? Закопана е, не можеш да ја видиш и може да експлодира у секој момент. И ние почнеме да бегаме од таа клупа и да викаме: бомба, бомба, бегајте! И ја му викам на човекот: што ќе направиш? Вика, ќе суплашам, ќе избегам. Сакам да го спасам мојот живот. Може би нема бомба, ама ќе избегам да го спасам мојот живот. И ја му викам: ако бегаш да го спасиш овој краткотраен, овој привремен, овој несигурен живот, кој еден ден и така смртта ќе дојде и ќе ти го земе. Сега може ќе се спасиш, ама од смртта нема да се спасиш. Смртта ќе дојде и ќе те земе. И ако бегаш да се спасиш од оваа бомба, колку треба да бегаш да се спасиш од најголемата бомба што ќе експлодира во овој универзум? А тоа е Божјиот гнев. Најголемата бомба што ќе експлодира е Божјиот гнев. Нема ништо пострашно, поопасно, поспоредливо со Божјиот гнев. Најстрашната и најголемата бомба што ќе експлодира е Божјиот гнев. Третата карактеристика на Божјиот гнев е тоа што е сега. Божјиот гнев е сега. Да, Божјиот гнев не само што ќе дојде ескатолошки во иднината, туку е сега. Божјиот гнев е сега. Моментално, сега виси и натежнува над главите на грешниците. Во Јован 3:36 пишува: оној кој верува во Синот има вечен живот,
Но оној кој не верува во Синот, нема да види живот, туку Божјиот гнев останува врз него. Овде глаголот останува во оригиналот е менеи и во форма сегашна, индикативна, активна. Тоа значи сега, моментално. Божјиот гнев виси, пребива, натежнува врз тој кој не верува. Во Римјаните 1:18 Павле вика Божјиот гнев се открива од небото против секоја безбожност и неправда на луѓето. Овде е исто глаголот што се преведува како открива, е апокалуптетај и во сегашна е форма сегашна пасивна индикативна. Тоа значи сега се открива, моментално. Иако во лимитирана и конечна форма, но се открива. Божјиот гнев се манифестира сега. Постои една анекдота, позната како мечот на Демокле, напишана од римскиот филозоф и оратор Цицерон во неговата книга Тускулијански спорови. Демокле бил дворјанин во дворот на Дионисий II, владател од Сиракуза, Италија, 4 век пред Христос. И Демокле му завидувал на луксузниот живот на царот и на неговата моќ. И Дионисий му понудил на Демокле да се заменат за еден ден. Он да биде царот, а Дионисий да биде дворјаникот. И за време на еден банкет, Демокле, како што седал на престолот, забележал како еден остар меч виси над неговата глава. И е фатен само со една коса од коњ. Едно влакно коњска коса е фатен. И може да падне у секој момент. И кога Демокле го видел мечот, целосно се замрзнал и се стаписал. И Цицерон пишува, Демокле ниту повеќе го гледаше убавиот персонел што служеше, ниту добро изработчената чинија и храна, ниту па сакаше веќе да јаде. Конечно го замоли Дионисий да му дозволи да си оди, бидејќи веќе немаше желба да е среќен. Како што овој остар меч висел над главата на Демокле, така Божјиот гнев виси над секој грешник. Божјиот гнев сега виси, натежнува, пребива над секој грешник. На секој што не се помирил со Христос. Божјиот гнев е сега. Джонатан Едвардс во неговата проповед Грешници во рацете на гневен Бог, неговата позната проповед, пишува: Гневот на Бог гори против нив, неговото осудување не дреме. Јамата е подготвена, огнот е спремен, печката е веќе загреана, подготвена да ги прими. Пламените сега беснеат и светат. Блескавиот меч е избрусен и држен над нив, а јамата е отворила својата уста под нив да ги прими. Затворен цитат. Поентата е, сега огнот гори. Јамата сега е отворена. Сега мечот виси и у секој момент може да се случи катастрофа. У секој момент може гневот Божи да падне. И зошто не паѓа, тоа го одредува Божјата суверена волја. Не го одредува човекот. Тоа го одредува Божјата суверена волја. Тоа што му е наредено на човекот, тој да избега и да се спаси. Четвртата и последна карактеристика е Божјиот гнев е вечен. Значи, до сега видовме 3 карактеристики на Божјиот гнев. Е личен, е ненадеен, е сега и четвртата е вечен. Божјиот гнев е вечен. И Божјиот гнев, штом се запали, не може никогаш да се изгаси. Е како некој оган кој никогаш не може да се изгаси.
Божиот гнев е веќе запален и никој не може да го изгаси. Пеколот е место каде што Божиот гнев се манифестира. Пеколот е универзум, страшен свет, каде што Божиот гнев целосно се демонстрира. Неговата лутина и гнев против гревот. Арси Спрол вика, отворен цитат, пеколот дае одвојување од благодата, грижата и љубовта на Бог, но не и од самиот Бог. Најголем проблем за оние што се во пеколот нема да биде одвојувањето од Бог, туку неговото присуство ќе ги мачи. Во пеколот Бог ќе биде присутен во полнотата на својот божествен гнев, активно казнувајќи ги злите. Пеколот е вечност пред праведниот вечно жежок Божи гнев. Затворен цитат. Најстрашниот дел од пеколот нема да биде тоа што ѓаволот ќе биде тамо. Нема да биде демоните што ќе бидат тамо. Најстрашниот дел од пеколот нема да биде што гнасни, одвратни грешници ќе бидат тамо. Најстрашниот дел нема да биде огинот кој никогаш не престанува, црвот кој никогаш не престанува да гризе и да јаде, темнината од која нема спас, маките, агониите, осаменоста, плачот, тажот, викањата. Најстрашниот дел од пеколот ќе биде што Бог ќе биде тамо. Во својот гнев, во својата лутина, во својата јарост, да ги казни грешниците за нивните гревови. Данте во својата книга Пеколот пишува: овие зборови се врежани над портите над пеколот. Само оние елементи што времето не може да ги истроши, беа создадени пред мене. И надвор од времето стојам. Откажете се од секаква надеж, вие што влегувате овде. Затворен цитат. Чи вратите на пеколот се големи и се отворени за тие што влегуваат, но се затворени од тие што веќе ќе влезат. Вратите на пеколот се затворени од внатре. Тие што влегуваат, никогаш веќе нема да излезат. Никогаш нема да се спасат. Пјуританецот Томас Брукс ја опишува вечноста на пеколот и вика вака. Вика, ако замислиме дека целиот свет е една голема планина и таа планина се состои од зрнца песок. Целиот свет е планина од зрнца песок. И една птица доаѓа еднаш на 1000 години и зима едно зрнце песок. Па 1000 години, уште едно зрнце. Па 1000 години, уште едно зрнце. Колку милиарди години треба да поминат таа птица да ги земе сите зрнца и веќе да ја нема таа планина. И вика, ако еден човек лежи во вечни маки милиарди години, толку што сите зрнца таа птица ги земе од таа планина, и потоа се стави крај на неговата мака, тоа би му дало олеснување и утеха. И надеж, дека еден ден моите маки ќе завршат. Еден ден ова ќе има веќе крај. Понатака вика да предпоставиме дека еден човек треба да ги издржи маките во пеколот толку години колку што, отворен цитат, песок на брегот има на морето, капки вода во океанот, звезди на небото, лисја на дрвата, трева на земјата, тогаш тој ќе се утеши со оваа кутра мисла, веќе ќе дојде крајот на мојата беда. Ќе дојде конечно спасот. Ќе се спасам од овие вечни маки
и агонии во кои сум. Брукс вика, но тешко и жално, овој збор, за секогаш, за секогаш, за секогаш, ќе ги исполни срцата на проколнетите со најголем ужас, терор, без збунетост и чудење. Затворен цитат. До сега, да сумираме што видовме за Божјиот гнев. Кажавме Ефесијаните 2:3, Павле вика дека ние бевме под Божјиот гнев. И сега сите луѓе кои не го знаат Христос се под Божјиот гнев. Видовме 3 вистини за Божјиот гнев. Кажавме дефиниција, причини и карактеристики. 3 вистини за Божјиот гнев. Историјата со која почнав е историја за црната чума, или позната како црната смрт, која во средина на 14 век во Европа убива многу луѓе. Ова бактерија, за која немало лек, има пресметки дека дури 50% од населението во Европа било убиено. И е позната како црната чума. И ако ова црна чума е толку страшна, оваа црна чума е мала слика, мала репрезентација на Божјиот гнев. Што може да примениме од овој атрибут? Ја имам издвоено 2 примени, но можат многу повеќе работи да се применат. Имам издвоено 2 примени од Божјиот гнев. Првата е плаши се од Бог. Плаши се од Бог. Исус вика, не се плашете од тие што го убиваат телото. И после нема што да направат. Туку плашите се од оној кој може да го убие не само телото, туку и да фрли душата у пеколот за секогаш. Да, плашите се од него. Исус вика. Бог е совршено свет и нема да остави ниту еден грев неказнет. Мораме како верници, ние во Христос сме спасени од Божјиот гнев. И тоа е најголемата славна вистина. Алелуја! Спасени сме од Божјиот страшен, опасен, незамисливо опишувачки мачен гнев. Тој гнев го има Исус земено за нас на крстот. Но како верници мораме да пазиме и да бидеме внимателни и да не го навредиме Бог. Зашто со ова битие, со оваа персона, нема смешка, нема играчка. Бог не покажува фаворитизам. Сите луѓе се еднакви. Нема играчка со ова битие. Джеремаја Бурроуз во неговата книга Злото на злата го пишува следното и вика, отворен цитат: побожен човек е оној кој се бои од Бог, а својството на таквото срце е ова: тоа попрво ќе избере да трпи што било на светот, отколку да го навреди Бог во што било. Да се навреди или обечести Бог е најстрашното зло што може да го снајде. Нека се случи што и да се случи, ќе се задоволи со што било и ќе трпи што било, наместо да го навреди Бог. Затворен цитат. Значи, ние како верници мораме да бидеме прецизни и сериозни во нашето следење на Христос. Мораме да бидеме сериозни во нашите должности, зашто живееме пред Неговите очи и пред Неговото лице. Живееме пред Него. И пред ова битие, со кој нема играчки, со кој нема смешка, кој фрлал илјадници луѓе у вечни маки у пеколот и ке фрли,
нема играчка, нема смешка. И Божјиот гнев треба да создаде длабок почит и длабок страф од ова битие. Длабок почит и длабок страф. Втората вистина е евангелизирај. Единствената вистина што ќе го спаси човекот од овој Божји гнев е Евангелијата. Што и да му дадеме на човекот? Да му дадеме кола, да му дадеме куќа, да му дадеме стан, да му дадеме пари, да му дадеме алишта, диаманти. Што и да му дадеме? Нема да го спаси од Божјиот гнев. Тоа што ќе го спаси е само Евангелието. Само Христос во Евангелието може да го спаси човекот од Божјиот гнев. Само тоа, ништо друго. И Бог ни заповеда, ни дал задача да одиме и да евангелизираме. Да одиме да правиме ученици. Да одиме да сведочиме за Него. За да луѓето се спасат од Божјиот гнев. Само така може да се спасат. И во црквата, во нашата црква, имаме служба за евангелизација. Многу цркви го немаат тоа. Дури многу цркви во Америка го немаат тоа. Ние го имаме. И може да се вклучиш, може да земеш дел, може да се истренираш како да евангелизираш. Зошто не се вклучиш у таа служба? Што чекаш? Што чекаш? Имаш задача, имаш заповед, таа ни е дадена на сите верници. Бог ни заповеда да евангелизираме. И ако не го правиме тоа, тешко на нас. Тешко на нас. Бог да ни даде сила, да ни даде ентузијазам, да ни даде порив, иницијатива да евангелизираме, да сведочиме, да правиме ученици. На судниот ден, кога ќе застанеме пред Христос, да не стоиме застрамени. Христос ќе те праша, ти дадов заповед, зошто не евангелизираш? Ќе бидеш застрамен пред Христос или ќе кажеш, Исус, ја направив што можам. Ја направив што можам, го наполнив овој град со Твоето Евангелие. Бог да ни даде сила и да видиме како луѓе се спасуваат од овој страшен Божји гнев кој доаѓа. Да се помолиме. Господе, фала Ти Боже што Ти не спаси од Твојот страшен Божји гнев преку Христос. Што требаше Божјиот Син, перфектниот, совршениот, неспоредливиот, најубавиот, тој кој е во прегратките на таткото, тој кој таткото го љуби безконечно. Да биде пљукан, газен, да биде понижуван, тепан, да плаче, да овка, да стенка за кој? За гнасни грешници како нас. Фала Ти Боже што Исус ја испи чашата на Твојот гнев. Фала Ти што во Христос целиот Твој гнев е тргнат, е абсорбиран, е елиминиран. И сега Ти заради Христос Боже немаш гнев против нас, туку љубов. И Боже, ние Ти сме измерно благодарни за тоа.
што сме спасени од овој ужасен, страшен Божи гнев. Но знаеме, Боже, дека многу луѓе не се и дека Твојот гнев виси над нив. И затоа, Боже, те молиме да многу луѓе Ти спасиш. Те молиме да ни дадеш сила, Боже, да евангелизираме, да правиме ученици, да сме верни, Боже, посветени на Тебе. Нашиот живот исто така да го рефлектира Евангелието. Искористи не, Боже, те молиме за тоа и, Боже, зарадувај не со нови души, да видиме како спасуваш луѓе од Твојот гнев. И во Твоето Божие име се молиме, Ти благодариме и Ти издигаме.